На почеток сме на последната работна седмица од оваа 2016 година, седмица во која што повторно вашата здрава навика Фактор здравје ќе ви понуди уште 5 нови емисии, нови информации и нови гостувања. Новите можности за заедничко комуницирање ќе бидат карактеристика и на денешната емисија, во која што срдечно ве поздравам и ви посакувам добре дојде. А пред да ја представам денешната гостинка и темата со која што повторно се надевам ќе ни ја дадете вашата доверба и внимание на 24 вести, дозволете ми оваа емисија од Фактор здравје да отвориме со рубриката Истражувањата докажаа. Имено Американскиот национален институт за здравство започна пилот проект за дешифрирање и попишување на сите генетски аномалии кои влијаат на појава на разни облици на рак. Тригодишниот проект вреден $100 милиони во иднина може да резултира со појава на нови терапии против рак и ефикасни диагностички методи. Истражувачите ќе земат примероци од ДНК од канцерогени клетки, од тумори при биопсија или хируршки интервенции. Според Светската здравствена организација, прекумерното пушење цигари и пиењето алкохол се уште се најчеста причина за појава на рак. За да се превенира некое малигно заболување, најдобро е да се прават редовни или рутински прегледи, особено кај оние кои имаат семена, тоест генетска предиспозиција. А во контекст или во продолжение на новите работи денеска во Фактор здравје следува представувањето на гостинката и темата со која што денеска ќе ве анимираме во Фактор здравје. Антибиотиците представуваат лекови или хемиски супстанции кои што имаат за цел да ги уништат бактериите и да го спречат нивното размножување и развој во човековиот организам. Широко се прифатени не само во нашата држава, туку и на светско ниво и токму затоа нивното неправилно употребување или злоупотреба може да доведе до резистентност на одредени антибиотици, а и при тоа да дојде и до несоодветно третирање на одредена бактериска инфекција. Првенствено ги споменувам антибиотиците, бидејќи токму злоупотребата на антибиотици е денешна тема со која што ќе ве посакам добре дојде и соодветно ќе ве анимираме. А би рекол дека нема постручно лице од магистрите фармацевти кои што може да зборуваат на оваа тема и особено важно е што денеска гостинката, покрај тоа што е магистар по фармација, воедно и председател на Фармацевската комора на Република Македонија. И посакувам добре дојде на професор доктор Бистра Ангеловска, која што попатно е и редовен професор, специјалист магистар по фармација од Универзитетот за медицински науки Гоце Делчев од Штип. Добар ден и ви благодарам многу што денеска сте во Фактор здравје. Како сте? Благодарам, добар ден. Да ги поздравам гледачите на оваа навистина прекрасна емисија, секогаш го кажувам истото, затоа што го мислам и затоа што сметам дека е ова еден од големите придонеси на новинарството воопшто во информирање на јавноста, во здравственото просветување, во промоција на здравиот начин на живење. И јас ви благодарам, соодветно ви се заблагодарувам и секогаш се трудам барем 2 пати во годината да ни гостувате во Фактор здравје. Убаво посакувам да се чувствувате, а темата и разговорот и можноста да комуницирате заедно секако ќе ви ја дадеме во продолжение кое што денеска во Фактор здравје ќе го означат првиот блок реклами. Prošla je još jedna godina u kojoj smo bili lepi, vitki, zdravi i uspešni, zahvaljujući preparatima G132 i liposukcijskoj ishrani. Bili smo zdravi, vredno smo vežbali, kosili travu, cepali drva. Linija dovedena do savršenstva uz pomoć liposukcijske ishrane motiviše na pozitivne promene. Zato pijte G132 kad vam Suzana kaže. I smršajte uz pomoć liposukcijske ishrane. Još jednom hvala International Healthu koji vam poručuje da je zdrava porodica srećna porodica. Srećna nova godina! Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски 44 на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734 350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје.
Ремедика, прва приватна општа болница. Прашај пријател. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шејкови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кила. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Другари, ево стиго е G-Kids. Препарат садржи 7 активних природних састојака кои удружени штите имуни систем. Чао, геймери, ево за вас сам донео еден специјални G-Kids, може? Не садржи шеќер, раствара се у води, куркума му дае наранџасту боју, а природним путем се дошло до ароме бреска. Nije šala, nije vic, stigao je G-Kids. Професор доктор Бистра Ангеловска, магистар по фармација, денеска гостува во Фактор здравје со темата насловена злоупотреба на антибиотици. И од овој момент повелете и вие на 6091-925 и 6091-924, кажете го вашиот став или поставете прашање до вашата предсе гостинка. На почетокот, професор, ќе споменав јас неколку факти за антибиотиците. Тоа се лекови кои што не третираат вируси, не треба да се даваат при настинки или грип. Што конкретно од ваш аспект како стручно лице можете да кажете во однос на антибиотиците, за каков тип предсена лекови станува збор? Антибиотиците и откритието на антибиотиците во минатиот век е едно од револуционерните откритија што се однесува до терапијата на разни болести и благодарение баш на употребата и пронаоѓањето на антибиотиците се искоренети многу болести или пак од многу тешки заболувања веќе се поминати во заболувања кои што се лесно лекуваат. Неразумната употреба на антибиотиците, морам сега да се врзам и за насловот на самата емисија, за она за што ќе зборуваме, неразумната употреба на антибиотиците пак ги претворува во нивна спротивност. Имено, тие се едни од лековите, од ретките лекови, кои што директно делуваат на причинителот на болеста, тоа се вика каузална терапија. Го елиминираат причинителот на болести и со тоа доведуваат до оздравување на човекот, до намалување на симптомските. Многу повеќе од болестите се лекуваат со така наречена симптоматска терапија. Значи, болката се купира со аналгетик, вознемиреноста со седатив и така натаму, меѓутоа антибиотиците го уништуваат причинителот на болеста. Целно делуваат. Целно делуваат, го уништуваат причинителот на болеста и тоа ни дава за право да кажеме дека тоа револуционерно откритие на антибиотиците му дало на човештвото еден голем адут во борбата против многу заболувања. Но, како и сето друго, што знаеме да го направиме од нешто многу арно во нешто лошо, злоупотребата на антибиотиците од друга страна ги претворува во нивна спротивност. И тоа не само во Македонија, туку и на светско ниво или еве западноевропските земји да ги земеме како развиени и поразвиени од нас држави? Тоа е многу глобален проблем, за жал. Веројатно полесно би се решил доколку е само на овие простори, меѓутоа тоа е глобален проблем во светски рамки. Светската здравствена организација, фармацевските асоциации, асоциациите на лекарите, сите други високостручни тела, комисии, работат на елиминирање на злоупотребата на антибиотиците, затоа што е тоа голем, огромен, глобален светски проблем. Во што е тогаш проблемот? Да, зошто се злоупотребуваат? Дали повеќе ги злоупотребуваат стручните лица или нешто се поупатени или обратно оние кои што помалку знаат што се помалку упатени во оваа проблематика? Што вели вашето искуство? Веројатно не може да се направи некоја многу јасна дистинкција. Антибиотиците за жал се злоупотребуваат од пациентите, но се злоупотребуваат и од здравствените работници со препорачување, со пропишување тогаш кога не е потребно тоа. Зошто е тоа? Најчесто се случува, моето искуство и светските показатели покажуваат дека најчесто пропишувањето на антибиотици кога не се потребни се случува на инсистирање на пациентот, сметајќи дека лекарот не е доволно добар, па не му пропишува онаа терапија тој што ја бара.
Или што очекува, да. Тоа е злоупотреба всушност на правата на пациентите. Нели ние викаме дека секој пациент има право на избор што се однесува до третманот, но во секој случај не има право да го одбере она што во најмала рака е штетно не само за него, ами и за општеството. Ја се извинувам, имаме гледач на линија, може ли да го слушнеме, па ќе продолжиме со вашето излагање. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете, господи, одлично ве слушаме. Многу поздрав до вас и вашата гостинка. Нема да задржувам. Благодарам. Кратко сакам да прашам, не се работи за антибиотик, за парацетамол, само кетка ми е 3 месец, па температура имаше на стината, дали е она се напила парацетамол, дали е штетно тоа нешто на плодот? Велите 3 месец во бременост, така? Колку што ве свати? Да. Дали ова доволно за одговор? Благодарам. Да, доволно е, не. Значи не е штетно ништо. Не, меѓутоа не треба да пие повеќе од што е неопходно. Во секој случај треба да се пред да се реши да пие било каков лек во таа состојба, би било убаво да се консултира со некој здравствен работник. Иначе сега со самото тоа што се напила парацетамол не се очекува. Кога зборуваме за злоупотребата или антибиотиците, единствена и вистински оправдана индикација е кога имаме бактериска инфекција или има исклучоци? Главно нема исклучоци. Значи, антибиотиците се лекови кои што го спречуваат растот на бактериите или ги убиваат бактериите. Не делуваат на вируси. И тоа никако. Тоа значи дека мора да се направи пред да се посегне кон употребата на антибиотика, понатаму во текот на емисијата ќе кажам зошто е тоа многу важно. Мора да се направи јасна дистинкција на симптомите на дијагностиката, дали се работи за бактериска инфекција или за вирусна. Антибиотиците немаат превентивно делување. Тоа значи дека ако се напиеш антибиотик не значи дека нема да те фати болест. Не се тие вакцини. Туку се баш лекови кои што делуваат откако ќе имаме конкретна бактерија причинител на болест. Со еден докажан антибиограм, сигурно. Не е можно секогаш да се прави антибиограм. Најправилниот пристап е на правење на антибиограм и соодветно на одговорот од антибиограмот кој што решава кој е антибиотикот прв избор да се пропише соодветниот антибиотик. Не е важно само да биде пропишан адекватно. Многу е поважно соработката на пациентот, адхеренцијата на пациентот при земањето на антибиотици. Важно е да се следи упатството на лекарот и фармацевтот, да се пие во точните временски растојанија и точно одредено време на траење на терапијата. Да го слушнеме, имаме уште едно јавување. Се извинувам, добар ден и до вас. Ало, добар ден. Добар ден, господи, и вас одлично ве слушаме. Телефон Миријана од Прилеп. Миријана од Прилеп, благодарам. Така, имам едно прашање. Почувствував некој јадеш и кај мојата матична појдов ми препиша пелентан или пелентин, простете ми тука да не греши, ама мислам дека докторката ме разбира. Добро. Ја толку многу сум уплашена од овие антибиотици, верувајте ми, не ги земам и се мачкам со кантарионово масло. Дали имам право или немам? Дали е доволно за совет од ваша страна? Не. Не е доволно, затоа што не разбрав јадежот каков е, затоа што јадежот може да биде од инфективна природа, да речеме еризипел, но црвен ветер дава прво симптоми на јадеж, па се лекува, нели тоа е стрептококна инфекција, па се лекува соодветно со антибиотик. Сепак мора да го консултира лекарот, мора да види точно за што се работи. Не сум во состојба сега да советувам на гледачката дали да продолжи со терапијата или не, затоа што лекар, таа веќе била на лекар, поставил дијагноза и верувам дека со причина и пропишал лек. Дали е антибиотик, не, лошо се слушаше, стварно не успеав да чујам за кој лек се работи точно. Не знам дали е воопшто антибиотик или е нешто што
го намалува чешењето, сврежот или јадежот на кожата, да. Кажавте дека кога се дава и се препишува, кога има индикација за употреба на антибиотик, многу е важно интервалот, количината и времето колку треба да се зема. Дали тоа значи дека кога се пропишува одреден период, дека до крај треба да се испие целата доза на антибиотик, или ако се почувствуваат некои подобри симптоми и ситуација подобра, да се прекине? Да, баш тоа значи. Значи дека антибиотикот треба да се пие во целата доза и поединечно во правилни временски интервали согласно упатството, рековме, од лекарот и од фармацевтот, и да се пие толку, терапијата да трае толку време колку што е препорачано за соодветната болест. Односно, антибиотикот треба да се испие до крај онаа доза што му е дадена на пациентот. Да нема прекин доколку е подобра состојбата, сигурно. Не сме да има прекин, затоа што ние всушност сега предпоставувам дека ќе зборуваме малку повеќе за тој глобален проблем, антимикробната резистенција, која што во светски рамки прави многу големи, верувајте, здравствени проблеми. Ќе кажам само еден податок. 25.000 граѓани на Европа завршиле смртно баш заради тоа што биле заболени со обични бактерии кои што се резистентни на сите познати антибиотици и не успеале всушност лекарите да најдат антибиотик кој што ќе делува на тој вид на бактерии. Уште две јавувања ќе вклучиме во емисијата. Повелете, добар ден. Добар ден. Повелете, господјо, ве слушаме. Поздрав до вас и до гостинката. Благодарам, поздрав и до вас. Фала. Имам едно прашање до гостинката. Невролог ми препиша цинедил. Добро. Скоро пола доза испив и почна нозете од колена надоле да ми потекува. Дали е од ова таблетиве или е нешто друго? Зашто јас паството го читав, мислам 2 пати по едно пијам на ден, така ми е препишано доктор. Дали од овие таблети или е нешто друго, зашто и на магнет на БЕВ не ми најдоа ништо, само зуење гуш и затоа ми ги дадоа овие таблети и сакам одговорот. Да, уште еднаш да го кажете името на лекот, што е тоа што земате како медикамент? Цинедил. Не е тоа антибиотик, добро. Се извинам, уште едно јавување ќе вклучим и ќе одговорите. Благодарам за вашето јавување. Дали сте се уште следниот гледач на линија? Добар ден. Да, добар ден. Добар ден, господине, повелете. Да. Едно прашање до докторката. Добро. Добар ден. Добар ден, ве слушаме, повелете, во програма сте. Дали има некој технички проблем, се исклучи гледачот, останете со нас по блокот реклами. Тука сте? На линија. Да, повелете со прашањето. Се губи сигналот, повелете уште еднаш по блокот реклами и продолжуваме со Фактор здравје. Другари, ево стиго е G-Kids. Препарат садржи 7 активних природних састојака кои удружени штите имуни систем. Чао, геймери, ево за вас сам донео еден специјални G-Kids, може? Не садржи шеќер, раствара се у води, куркума му дае наранџасту боју, а природним путем се дошло до ароме бреска. Nije šala, nije vic, stigao je G-Kids. Дозволете стручен тим да ве доведе до посакуваната перфекција. Дермапен, PRP вампирски третман, лазерски третмани, липолиза, ботокс, филери на сите регии со најнови методи. За перфектно убав изглед и здрава кожа. Дерматолошко-естетска ординација Дерма Плюс. Ординација по кардиологија и интерна медицина доктор Данаилов. Комплетна еходиагностика на срце, ехопрегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Stalo sa vám niečo? Nemaže. To pravé mazanie je konopné mazanie. Против болки во зглобовите и мускулите. Креми за ладење, опуштање и загревање. Побарајте ги во вашата аптека.
Празнична промоција во Веро. Овоше до 35% намалување. Банат сет чоколади 89 денари. Бајрланд Ајдамер 279 денари. Јунешко месо до 21% намалување. Печеница чадена Горановик 289 денари. Кисела зелка Лисија 89 денари. Лиснато тесто со хот дог плюс гратис лиснато тесто со чоколадо. Нектар сокови 39 денари. Теравита чоколадо 79 денари. Пелени пафис 365 денари. Тоалетна хартија Виолета 169 денари. Веро, се на едно место. Денот ви е исполнет со нервоза. Патите од несоница. Стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Гербален лек од валеријана, маточина и хмелј. За убав ден и мирна ноќ. Браво премиум! И годинава ќе ве изненадува со бројни награди во пакувањата од 500, 200 и 100 грама. Повторно ве очекуваат неверојатни 365 LED телевизори. Добитници: Стојанова танкица, Струмица, Шабановски ѓулер, Пласница, Стојановска стојка, Тодоровци, Чаловска павлина, Гостивар, Стојановски Сашо, Крива Паланка, Црвенковска Ратка, Тетово. Секој ден телевизор, керамички тави, гезвиња, тенџериња и многу други вредни награди. Најдоброто кафе и оваа година највредно. Браво премиум! Prošla je još jedna godina u kojoj smo bili lepi, vitki, zdravi i uspešni, zahvaljujući preparatima G132 i liposukcijskoj ishrani. Bili smo zdravi, vredno smo vežbali, kosili travu, cepali drva. Linija dovedena za savršenstva. Uz pomoć liposukcijske ishrane motiviše na pozitivne promene. Zato pijte G132 kad vam Suzana kaže. I smršajte uz pomoć liposukcijske ishrane. Još jednom hvala International Healthu koji vam poručuje da je zdrava porodica srećna porodica. Srećna Nova godina! На тема злоупотреба на антибиотици денеска во Фактор здравје ваша предсегостинка е професор доктор Бистра Ангеловска, магистар по фармација и воедно председател на Фармацевската комора на Република Македонија. Пред моето следно прашање останавме должни на гледачката да ја одговорите. Повелете. Предпоставувам, бидејќи го зема лекот цинедил во пропишаната доза, дека отоците не се последица на лекот, не е тоа некаква карактеристична ниту алергичка реакција. Со оглед на тоа да ја разбрав дека била диагностицирана, верувам дека не е од лекот, дека е повеќе ортостатски, можеби ако седи подолго време со нозете надолу, веројатно и ортостатски се и натекуваат заради циркулацијата лоша, можеби би требало малку повеќе да се движи. Но во секој случај, доколку е тоа во некои поголеми размери, би требало да се јави кај матичниот лекар и да го види проблемот тој, ако не е нешто што е болесно. Покрај она што денеска го зборуваме за злоупотреба на антибиотици, рековме тоа се група на лекови кои што се дават исклучително како причина, како цел на терапија, кога имаме докажана бактерија, а не вирус, настинка и грип. Она што е втората поента или второто најзначајно нешто е злоупотребата доведува до резистентност на одредени антибиотици. Што точно тоа знае, значи и какви реперкусии или последици врз организмот може да предизвика? Тоа е прашањето на кое што сакав да одговорам, затоа што станавме должни на гледачите да им појасниме што значи поимот резистенција. Бактериите, за жал, со текот на времето се прилагодуваат на одредени антибиотици, си прават свој одбранбен механизам по еден или по друг начин и веќе тој антибиотик не делува на нив, односно не ги убива. За да го постигнеме терапевскиот ефект, потребно е да се промени антибиотикот, односно пронаоѓачите, фармацевтите, лекарите, биохемичари, биолози работат во големи тимови и работат со години за да откријат нов антибиотик кој што ќе делува на таа бактерија, за да после пак дојдеме во ситуација истата бактерија да се прилагоди и на тој антибиотик и така до недоглед. Во оваа борба за сега победуваат бактериите. Само заради тоа што несовесно
и да речам непотребно ги злоупотребуваме антибиотиците, односно ги користиме кога не се потребни. Тоа е едниот фактор на ризик за предизвикување на резистенцијата и има неколку што сакам да ги споменам на гледачите. Доколку се зема антибиотик за вирусна инфекција, кога не е потребно да се зема, кога не постои медицинска индикација, тогаш веќе правиме резистенција на бактериите кои што ги имаме. Нанесува и други штети тој таков антибиотик кој што се зема неправилно. Понатаму, доколку се зема во помала доза или во пократко време трајање на терапијата, односно останат одредени живи или спорогени бактерии во организмот, а веќе се навикнале на тој антибиотик, значи веќе има голема веројатност да се резистентни на истиот. Или отпорни. Веќе отпорни, да. И веќе следниот пат мора да употребуваме посилен антибиотик, понов антибиотик, кој што некогаш и до 5 пати поскап, значи го чини општеството, го чини финансиски средства од самиот поединец кој што ги употребува и во многу голем број на случаи нанесува поголема штета на организмот отколку претходната генерација на антибиотици. Вториот фактор на ризик голем е што голем дел од луѓето кои што оставаат антибиотска терапија или пие помалку, тоа е субдозирање, односно помала доза, поретко сметајќи дека тоа ќе му користи на здравјето, избегнува да го пие, не е така, затоа што сојот на бактерии на кој што целно се употребува тој антибиотик, се повеќе и повеќе се прилагодува на него и прави резистенција, значи помалата доза и незапазувањето на временското растојание за земање на еден антибиотик, односно намалување на концентрацијата на тој антибиотик во крвта, ако не ја убие бактеријата, ја чини појака просто. И таа веќе станува отпорна на него. Понатаму, ако не се долекува, ако не го допие целата доза, точно така, пак бактериите кои што ќе останат, има голема веројатност да бидат резистентни на тој антибиотик. Нешто што е многу расширено исто така, што носи големи штети, не само на поединецот зборувам, сега зборувам и за општеството и глобално за целиот свет. Тоа е што луѓето знаат, пациентите знаат да ја прекинат сами терапијата со антибиотици, да го чуваат антибиотикот и при некаков симптом недефиниран за кој што самите тие ќе решат дека може би ќе им помогне антибиотикот, почнуваат самите да го пијат. Да си го допијат. И пијат 2-3 капсули. Тогаш веќе скоро е сигурно дека ќе имаат веќе резистентни соеви на бактерии. Тоа е едниот само аспект. Меѓутоа, ако земете во предвид дека бактериите во поголемите колективитети, особено во градинките, кај што децата многу општат меѓу себе, исто така кај и луѓето кои што работат во средини кај што има повеќе луѓе, доколку тој сој на резистентни бактерии е присутен, односно е некој носител на таков сој, тие се шират и на другата популација, што значи дека и ако вашето дете дисциплинирано сте му давале антибиотик и нема самото резистентни соеви, може да фати некој резистентен сој на бактерија од некое дете чи што родители не се однесувале одговорно према тие толку значајни лекови. Она што е значајно сигурно да се каже дека патот на пренос на тие бактерии или таа бактериска инфекција не може никој да го одреди, не само како што рековте колективитети, разни јавни установи, јавни собери кога има повеќе луѓе, повеќе можности сигурно за пренесување на тие бактерии и особено важно би сакал да истакнеме дека кога се ствара резистентност или отпорност на некој антибиотик, сигурно со тој имунолошкиот систем е намален. Сигурно тука е и клучот зошто тие луѓе можеби почесто заболуваат, повеќе треба време сигурно да заздрават, а и кога земаат антибиотик паралелно со тоа, заради ненарушување на цревната флора, сигурно се препорачуваат и пробиотици или некои додатоци во исхрана кои што нели би биле пандан или против тежа на дејството на антибиотиците. Јас тука повеќе би ударила акцент на
редовното земање на антибиотици уште еднаш, навременото земање на антибиотици не се врзуваат за тоа дали е на гладно или на полн или на празен стомак. Или дали е сируп, дали е во толку саатот или таблетарна туку повеќе дали треба да се зема еднаш дневно и секогаш во истиот период од денот, или 2 пати или 3 пати, но во однос на користењето на пробиотици или некакви други додатоци кои што ќе ја подобрат цревната флора при земање на антибиотици, повеќе е значајно од типот на антибиотикот. Доколку е тоа антибиотик со поширок спектар на делување, поголема е веројатноста дека ќе делува и на нормалната цревна флора, на нормалните бактерии кои што ги имаме присутни. Или добрите бактерии во организмот и може да нанесе некакви штети. Тогаш повеќе се препорачува ова пробиотик, но генерално ако се работи за антибиотици кои што чисто спектар на делување е целен, односно се однесува само на потесен конкретен круг на бактерии, нели никогаш не е само за една, ами за одреден тип, така и се класифицираат и бактериите и антибиотиците. Значи, препорачливо е, затоа се препорачува да се направи давањето на антибиотик според антибиограм. Не докажав заради јавувањето на гледачката дека не е можно секогаш да се направи прво антибиограм, па после да се делува. И не е ни потребно. Затоа што некогаш многу пати клиничката слика сама зборува за тоа кој е најверојатниот причинител од една страна, а од друга страна кога се работи за многу остри, многу акутни симптоми на бактериска инфекција, мора да се делува со одреден антибиотик кој што има поширок спектар и кој што е појак од поново, за кој што ќе тврди лекарот дека додека да излезе антибиограмот, дека ќе делува на можниот причинител на заболувањето. Од тие причини не се прави секогаш антибиограм не се чека исходот од антибиограмот, заради тоа што не можеме да. И кај децата, па и кај возрастни, кога се однесува на некои акутни, силни симптоми, нема да чека сигурно лекарот да излезе антибиограмот, па да му даде. Значи, ќе се земе бриз за да се направи антибиограм, а во меѓувреме ќе се ординира некој од антибиотиците кои што се разбира дека не смее да бидат субдозирани, значи не смее да бидат во помала доза, мора да биде силна доза и мора да биде структурирано за тие 3 дена додека излезе антибиограм. И уште едно јавување имаме на линија. Повелете, добар ден. Добар ден. Повелете, господјо, и вас ве слушаме. Добро дојдовте во Фактор здравје. Ми од грип е болесен, 22 години. Што користите? И прима оние зелени на 24 антибиотик. Добро. Тоа е вибрамицин предпоставка. Добро. Многу спие од тие, цел дан спие. Што носот? Јас се извинувам, уште еднаш да повторите. Спие, вика, многу зелени на 24 сата што се пијат тие антибиотики. Зелени за на 24 часа што се пијат. А колку време ги зема? Колку време ги земате? Па ги зема едно 3 дена. 3 дена. Зелени има многу. И таблети и капсули, предпоставувам. Зелени капсули се вибрамицинот и се пијат еднаш дневно. Предпоставувам дека се работи за вибрамицин. Не предизвикуваат сомнолентност, односно повеќе спиење. Веројатно е тоа повеќе асоцирано со неговата болест. Може би е и веројатно е болен, исцрпен, потребни му се сигурно земање на повеќе течности, на окрепнување, топли пијалоци, витамински. Не се поврзува толку со терапијата колку со болеста, така предпоставувам. И за крај на овој разговор уште еднаш да повториме дали антибиотикот кој ќе се земе треба во точно утврдено време и истовремено да се земе и наредниот и следниот ден по него или тоа е најважно. Да. Најважно е антибиотикот да се зема согласно терапевската шема, согласно упатството од лекарот и од фармацевтот. Пациентот тука мора да соработува не само за своето добро,
ами и за доброто на околината, на луѓето со кои што се дружи. Сите заедно имено мора да работиме на сузбивање на оваа појава, затоа што многу се заканува на целото човештво, не само на нас. Особено е тоа случајот еве и со лежечките болни во болниците, исто така доколку земаат неразумно, доколку им се донесуваат и од дома, може исто така и во болниците да се развијат тие суперинфекции. Сигурно. Благодарам многу за сите овие информации, за тоа што обработивме темата злоупотреба на антибиотици и овде користам прилика во името на целата наша екипа да ви посакам среќна и успешна 2017 година и почесто да ве гледаме во Фактор здравје. Ви благодарам. Ви посакувам исто така успешна и среќна нова година. Сигурно ќе се гледаме, затоа што работиме со иста цел. Ги поздравувам исто така и гледачите на оваа емисија и им ја честитам новата година и им посакувам многу здравје и среќа. Благодарам уште еднаш, поздрав за вашето внимание и се гледаме повторно утре.